Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес доаѓаме до еден многу важен дел од книгата Дела апостолски. Да ве потсетам дека пред да се вознесе, Господ Исус им кажа на учениците дека ќе бидат негови сведоци во Ерусалим, Јудеја, Самарија и до крајот на земјата. Се до овој момент апостолите сведочеа за Христос во областа на Ерусалим, а сега, почнувајќи од настаните запишани во глава 8, тие ќе бидат негови сведоци и надвор од тој град. Во претходната епизода размислувавме за мачеништвото на Стефан, кој всушност важи за првиот маченик на црквата. Иако во писмото не ни е дадена неговата возраст, сепак верувам дека беше млад човек исполнет со свет дух и мудрост. Помеѓу оние кои го поддржуваа прогонството на христијаните беше и човек по име Савле, за кого во писмото се вели дека беше сведок на убиството на Стефан. Патем, кога религиозните водачи го каменуваа Стефан, тие мислеа дека му прават услуга на Бог, бидејќи го штитат неговото име, но некое време подоцна Савле ќе свати дека тоа не е вистина. Во моментот кога Стефан беше убиен и официјално започна прогонството против христијаните во Ерусалим, предводник на тоа прогонство беше токму Савле од Тарс. Забележете што пишува во стих 1. Савле пак го одобруваше неговото убиство. Во тој ден започна голем прогон на црквата во Ерусалим и сите, освен апостолите, се распрснаа по пределите на Јудеја и Самарија. Јудеја беше областа во која се наоѓа градот Ерусалим, а Самарија како област се наоѓаше веднаш над Јудеја. Стих 2. А Стефан го погребаа побожни луѓе и приредија голема посмртна жалост. Овие стихови се слични на оние кои го опишуваат Исусовото погребение. И Господ Исус беше погребан од побожни луѓе и поради неговата смрт имаше голема посмртна жалост. За разлика од Господ Исус, Стефан не воскресна, но сепак се најде во Господовото присуство веднаш штом го напушти овој свет. Тоа не е запишано во книгата Дела, но според тоа што го читаме во целото Свето писмо, можеме да заклучиме дека Стефан отиде во Христовото присуство. Стих 3. Савле пак ја пустошеше црквата, одеше по куќите и извлекуваше мажи и жени, па ги предаваше во затвор. Савле беше многу ревносен човек, но за жал беше ревносен за погрешни нешта, да прогонува и убива луѓе. Самиот тој во посланието до Филипјаните, глава 3, стих 6, вели дека по ревност бил гонител на црквата. Стих 4. Тие што се беа распрснале, сега одеа наоколу благовестувајќи го словото. Интересно е тоа што, иако религиозните водачи на евреите сакаа да го задушат христијанското движење, сепак, токму прогонството беше причината поради која христијаните се распрснаа и каде и да одеа го ширеа Божјото слово. И самиот Павле во Филипјаните, глава 1, стих 12, вели дека прогонствата со кои тој се соочи придонесоа за напредокот на Евангелието. Низ историјата на црквата најголемите проблеми не се јавиле од надворешните притисоци, туку од внатрешните конфликти. Во следните стихови ќе читаме за вториот ѓакон кој Бог го исползува на моќен начин. По смртта на Стефан, Филип стана многу влијателен Божи служител. Стихови 5 и 6. Така Филип слезе во еден самаријански град и таму им го проповедаше Христос. Народот еднодушно внимаваше на тоа што зборуваше Филип,
слушајки и гледајки ги чудата што ги правеше тој. Очигледно е дека и на Филип му беше даден дар не само вешто да проповеда, туку и да прави чуда со кои пораката на Евангелието ќе биде подкрепена. Некои луѓе веруваат дека овие дарови со кои христијаните можеа да прават знаци и чудеса престанале по добата на апостолите. Јас лично не би сакал да навлегувам во таа дебата во оваа програма, бидејќи темата е навистина долга. Стихови 7 и 8. Зашто нечисти духови со голем вик излегуваа од оние во кои се наоѓаа, и мнозина неподвижни и сакати оздравуваа, и голема радост настана во тој град. Евангелието дојде и во Самарија, и луѓето во овој конкретен град го примија со голема радост. Иако речиси сите евреи не сакаа да одат во Самарија, ниту да имаат било што со самаријаните, сепак христијаните немаа проблем да одат кај тие луѓе и со нив да ја споделат радосната вест за Христос. Стих 9. А во градот имаше еден човек по име Симон. Тој правеше магии и со тоа го вчудовидуваше народот од Самарија, велејќи за себе дека тој е голем човек. Ова е навистина интересна ситуација. Во градот каде Филип го проповедаше Евангелието, имаше еден човек по име Симон, за кого луѓето сметаа дека е голем човек. Зошто? Бидејќи правеше магии. Не знам за какви магии станува збор. Предпоставувам дека човекот бил вмешан во некаков окултизам. Но, очигледно е дека луѓето од тој самаријански град веќе биле во допир со надприродното. За жал, во нивниот случај, контактот со надприродното значел контакт со демонски сили, бидејќи секој кој се бави со магии, тоа го прави со помош на демонските сили. Стихови 10 и 11. Него го слушаа сите, од најмал до најголем, и велеа: овој е силата Божја, наречена голема. А го слушаа внимателно затоа што подолго време ги беше восхитувал со своите магии. И денес, за жал, има голем број на луѓе кои се восхитени од надприродните способности на оние кои прават магии. Но, сакам да знаете дека според Светото писмо, оние кои се занимаваат со магии и баење се слуги на сатаната. Стихови 12 и 13. Но, кога му поверуваа на Филип, кој го проповедаше Евангелието за Царството Божјо и за името на Исус Христос, почнаа да се крштеваат мажи и жени. Тогаш поверува и самиот Симон, и откако се крсти, постојано го придружуваше Филип, и гледајки дела големи и чудеса што се вршеа, се восхитуваше. Сакам да кажам некој збор за Симон. Во стиховите кои ги прочитавме, се вели дека и самиот Симон, оној кој правеше магии и се занимаваше со окултизам, поверува во Евангелието и се крсти. Не само тоа, туку го придружуваше Филип каде и да оди. Не знам зошто постојано одеше со Филип. Може би сакаше да научи нешто повеќе за христијанството. Или пак, може би имаше некои други намери. Од стиховите кои подоцна ќе ги прочитаме, ќе забележите дека намерите на Симон не беа најдобри. Прашањето кое можеби би требало да се постави во однос на Симон е: дали тој навистина поверува во Христос и ја прифати христијанската вера? Моje мислење е дека овој човек беше изложен на христијанското учење, но се до овој момент тој немаше искрена вера во Христос. Сигурен сум дека му се допадна фактот што Филип правеше чуда и знаци и можеби токму тоа била причината поради која покажал некаков интерес за верата.
стихови 14 до 17. Кога слушнаа апостолите што беа во Ерусалим дека Самарија го примила Словото Божјо, ги пратија кај нив Петар и Јован. Тие, штом слегоа, се помолија за нив за да го примат Духот Свети, зашто се уште не беше слегол ниту на еден од нив, а само беа крстени во името на Господ Исус. Тогаш апостолите положија над нив раце и тие го примија Светиот Дух. Интересно е тоа што овие луѓе беа крстени во вода во името на Господ Исус Христос, а сепак не го примија Светиот Дух. Дури кога дојдоа апостолите Петар и Јован и кога се помолија за нив, тогаш тие луѓе го примија Светиот Дух. Дали тоа значи дека Светиот Дух се добивал само во услови кога апостолите полагале раце врз другите? Не сум сигурен, но тоа што е важно во контекст на овие стихови е дека дојде момент кога Исусовите ученици сфатија дека Светиот Дух не се спушта само врз евреите, туку врз секој кој искрено ќе поверува во Христос. Стихови 18 и 19. А Симон, кога виде дека Духот Свети се дава со полагање раце од апостолите, им донесе пари и рече: "Дајте ми ја и мене таа власт, та над когој да ги положам рацете да го прими Духот Свети." Симон сакаше да даде пари за да има способност да полага раце врз луѓето и тие да се крштеваат со Светиот Дух. Што мислите, зошто сакаше да го прави тоа? Моje лично убедување е дека сакаше да заработува пари со таа способност. Според мене, Симон имаше потенцијал да стане првиот духовен рекетар, но, за жал, такви луѓе има и денес. Тие на другите им продаваат секакви приказни, им ветуваат исцеленија и чудеса само за да им ги земат парите. За да биде трагедијата уште поголема, голем е бројот и на луѓе кои им веруваат на таквите манипулатори и им даваат пари се со цел да најдат некаков спас или избавување од проблемите со кои се соочуваат. Но, тоа што сакам да го забележите врз основа на овие стихови е фактот што дојде момент кога христијаните не се соочуваа само со проблеми однадвор, именно преку прогонствата, туку и со проблеми одвнатре, од оние луѓе кои ја исповедаа верата. Ова го кажав и пред малку, ама сакам да го повторам. Најголемите предизвици за црквата низ вековите беа оние кои произлегуваа одвнатре, од самите луѓе кои ја исповедаат верата. Прогонството не ја повреди црквата, туку само и помогна да го шири евангелието во нови области. Но внатрешните проблеми многу и наштетија и за тоа се сведоци како новозаветните посланија, така и самата историја. Мислам дека кога сатаната виде дека не може да ја уништи црквата со прогонство, тој свати дека ќе мора да ја нападне одвнатре и така да ја поткопа. Но ветувањето на Господ Исус, кое се исполни и се уште се исполнува, е дека ниту вратите на пеколот нема да можат да ја надвладеат црквата. Забележете што Петар му одговори на Симон. Стихови 20 и 21. Но Петар му рече: "Среброто твое нека загине заедно со тебе, зашто помисли дека дарот Божји може да се стекне со пари. Ти немаш дел ниту право на таа работа, бидејќи срцето твое не е право пред Бога." Зошто велам дека Симон не беше вистински обратен кон Христос? Токму поради овој стих, каде Петар му вели дека неговото срце не е право пред Бога. Стихови 22 и 23. Туку покај се за оваа зла намера и помоли му се на Бога, за да ти се прости помислата на срцето твое, бидејќи те гледам
дека си исполнет со горчлива жолчка и во окови на беззаконие. Се чини дека Петар немаше влакна на јазикот и директно му кажа на Симон што мисли за него. Некој можеби ќе помисли дека Петар е многу остар, но сепак мислам дека на Симон му требаше да го чуе ова. Стих 24. А Симон одговори: помолете му се за мене на Господ вие, да не ме стигне ништо од она што рековте. Дали ова беше моментот кога Симон конечно свати дека верата во Христос е сериозна работа? Не знам, јас немам право да го судам тој човек, но моje лично мислење е дека овој човек не беше спасен. Стих 25. И така, откако посведочија и зборуваа за Словото Господово, тргнаа кон Ерусалим, проповедајќи го патем Евангелието во многу села самаријански. Апостолите повторно се вратија кон Ерусалим. Предпоставувам затоа што верниците во тој град имаа потреба од нив, но сепак, кога се враќаа назад, тие го проповедаа Евангелието во селата низ Самарија. Како што можете да забележите, преку прогонствата Бог како да ги поттикна христијаните да не заборават дека сите луѓе треба да го чујат Евангелието. Со тек на време Евангелието ќе стигне и до Антиохија, потоа до Ефес во Мала Азија, па до Александрија во Египет и преку апостолот Павле на запад се до Рим. Сега доаѓаме до нов дел од оваа глава, стиховите 26 до 40, во кои е опишан друг аспект од службата на Филип. Досега читавме како служеше во Самарија и таму многумина со радост го прифатија Евангелието. Неговото искуство во Самарија покажува дека секаде каде што луѓето се спасуваат, мора да бидеме подготвени дека ќе се соочиме со некаква опозиција одвнатре. Но сега Бог ќе го прати на друго место, кај една личност од афричкиот континент. Стих 26. А на Филип му рече ангел Господов: стани и тргни на југ, по патот што води од Ерусалим за Газа, кој е пуст. Кога започна прогонството против христијаните, тие се разбегаа во Јудеја и на север во Самарија, а сега Господовиот ангел му вели на Филип да оди на југ, на кај областа Газа. Патем, кога во тоа време евреите сакаа да одат во Египет и Етиопија, тие често минуваа низ Газа. Зошто Господ преку ангелот му кажа на Филип да се движи кон југ? За тоа ќе размислуваме во следната епизода. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.